Добар ден, вие сте во Куќа на фудбалот. Наши вечерашни гости, најпрвин селекторот на македонската репрезентација до 17 години Горан Станковски, поранишниот тренер на работнички, трофеен фудбалер во низа македонски клубови и интернационалец во Германија. Ви благодарам што сте во Куќа на фудбалот. Поводот е квалификацијскиот турнир за пласман во елитна фаза кој ќе го играме од 14 до 20 овој месец во Чешка. Противници се Хрватска, домашната Чешка и аутсайдерот Луксембург. Може некој да се смета за аутсайдер против македонска селекција во младинска категорија, посебно на гостински терен? За аутсайдер ако се смета Луксембург, кој има 3 играчи што настапуваат во Франција и 2 во Германија. Веднаш со одбранбен став. Па не иако се работи за селекција која што веројатно би требало едносмерно да ја поминеме. Тоа е факт дека тие играчи играат во такви лиги исклучително јаки, а не бегаме од одговорност дека они се еден рак подолу од нас како во четвртиот шешир спаѓаат и сигурно дека сме фаворити, ама нема тука оправдување или зашто се они тамо или тоест ние играме со Чешка кој се од првиот шешир, ние не се предаваме, него ќе дадеме максимумот да освоиме тие 3 бода. Не сум убеден дека на пример селекторот на Хрватска или селекторот на Чешка, нашите противници, кога ќе добијат прашање во однос на македонскиот состав, ќе излезат со став: тие имаат 11 интернационалци и 10 фудбалери кои доаѓаат од македонското првенство, тоа значи дека се многу сериозна репрезентација. Јас не бегам од тоа дека ние имаме изузетно квалитетни и талентирани играчи. Значи не случајно тие играчи настапуваат во странство, но јас реков дека Луксембург можеби е аутсайдер, но и Луксембург напредува. Не рековте дека е аутсайдер, рековте дека има сериозна репрезентација, бидејќи тројца фудбалери настапуваат во Франција. Не реков дека е сериозна, но сигурно дека напредуваат кога веќе 5 играчи играат во Франција, тоест тројца и 2 во Германија. Значи и Луксембург, сите селекции работат, напредуваат, така да јас не бегам од одговорноста на што се однесува спрема тој надпревар. Со каква цел одиме на квалификацијскиот турнир во Чешка? Со цел да се квалификуваме во елитната рунда. Да го повториме резултатот кој што, например, Горан Станич со некој ќе каже многу по-неталентирана селекција, иако играше на резултат со цврста одбрана, успеа да обезбеди место во елитна фаза квалификации на УЕФА. Значи јас знам дека ние имаме квалитетни играчи и јас не сум нити тип кој практикува, кој сака, нити па сакам и да се споредувам со други. Јас сакам офанзивен фудбал. Ама веројатно е природно да ја споредуваме оваа генерација на македонски фудбалери со претходната до 17 години. Не можеш да ја споредуваш затоа што сите генерации секогаш не се исто талентирани. Пример ќе земам таа 2000-та што е на Англија репрезентација, до сега Англија немале таква репрезентација. Имаат преку 70 надпревари, немаат ниту еден пораст. Ја споменавте Англија за да го избегнеме прашањето во однос на нашиот резултат пред 3 седмици во Бирмингем? Напротив, ја не се срамам од тоа, напротив, ја бев тој што го потегнав тоа прашање и слободно ќе разговарам и за тоа. Навистина е посилна Англија од нашата селекција до 17 години за 4 погодоци во 90 минути. 6-2 беше резултатот на тој надпревар. Мислиш дека Англија е посилна од Португалија? 3 дена пред нас ја победи во Португалија 4-1. Еден месец пред нас ја победи во Холандија 4-0. Во финале на светско првенство Англија го победи Бразил со 3-0 и репрезентација што нема ниту еден пораз. И мислиш дека споредбата ние треба да биеме на тој ранг? Мислам дека и гледачите треба да знаат со каква селекција и какви резултати постигнала англиската пред да лепат етикети за високиот пораз на Македонија. Јас не знам колку се информирани нашите гледачи за јачината на таа селекција. Сигурно не верувам дека се доста информирани, но јас сум информиран затоа што игравме против нив и доста анализирав
и видов дека нема ниту еден пораз до сега. Мислам, не мислам, него до сега во Англија ниту една селекција нема ниту блиску постигнато такви успеси. Кажав, се и европски и светски прваци. Ако успеале да го победат Бразил и Португалија во два надпревари, тогаш навистина е така, но кои се предностите или позитивните работи кои што вие како селектор ги извлековте од тој надпревар, па дури и од поразот против Полска, иако беше минимален во речи си рамноправна игра? Значи Полска, што се однесува до Полска, тие според ранг листата се во вториот шешир, значи котираат еден шешир повисоко од нас. Ние покажавме дека и со еден шешир повисоко од нас ние може да се носиме. Штета е можеби од моја анализа лична, штета е што тој надпревар го загубивме затоа што при 1-0 резултат за нас имавме два асицери 1-1 со голман, не постигнавме гол, после ни се десија две грешки каде се направи преокретот, створивме уште покрај тие 3 гола, уште 3-4 шанси, не успеавме да дадеме гол, но во тој момент она што највише ме радува таа игра, што постигнуваме голови, но и анализиравме и треба да анализираме како се примиле тие 4 гола. Значи на средниот собир сигурно ќе го анализираме тоа и ќе пробаме да ги поправиме тие грешки. Во однос на силината на Полска и во однос на противниците во група, посебно Хрватска и Чешка, бидејќи тоа се двата надпревари со кои отвораме, се многу послаби веројатно од англиската репрезентација. Сите овие репрезентации што ги спомна, значи не се ни приближно од англиската репрезентација. Тоа значи дека можеме да бидеме апсолутно компетитивни во оваа група. Значи јас сум сигурен дека може да се носиме и дека нијанси ќе решаваат на тој надпревар, на тие надпревари, кои би ги освоил трите бода. Голобради момчиња до 17 години без многу силни надпревари во нозете, посебно кога зборуваме за фудбалерите кои доаѓаат од домашниот шампионат. Кај нас од искуство на фудбалери од 16-17 години па и не им даваат голема минутажа во клубовите, но свесни ли сте или успеавте ли да им наметнете свесност дека притисокот кој што го имаат може да биде само позитивен? Ако остварат добар резултат, може да биде само поттик за играчите, а не само за репрезентацијата и целта со која што одите на турнирот? Значи, прво ние сме свесни за квалитетот што го посетуваме. Јас, уште од моето доаѓање, јас добро ја познав ова репрезентација, иако значи, практички само 2 собири имав меѓународни, но доста добро ги познав играчите и сум уверен во нивниот квалитет. За мене лично, без разлика, како год да биде исходот од овој квалификацијски турнир, јас сум уверен дека квалитет има во нашите играчи, дека тие се перспектива на македонскиот фудбал. Ниту еден момент не сакам да им правам притисок дека мора, никогаш не мора. Ние знам дека ќе го дадеме максимумот, имаме квалитет, можеме да направиме нешто, ќе се обидеме да го земеме тоа што ќе. Обично на ваков тип на турнири се очекува од интернационалците, од фудбалерите кои доаѓаат од странство, да бидат на повисоко ниво во однос на домашните, иако тоа не мора да значи. Со каква сила ќе се спротиставиме на Чешка и на Хрватска? Ќе се подпрете на поголем дел од интернационалците, бидејќи 11 од 21 фудбалери играат во странство, а 10 се домашни? За мене сите играчи, без разлика каде настапуваат, се најбитни. Дали се во странство или тука, тие сите се повикани. Ама веројатно очекувате од Дарко Чурлинов, кој е најмлад дебитант во репрезентацијата на Македонија, да понесе поголем товар. Значи тие сите, дозволи ми да докажам. Сите тие се повикани затоа што имаат квалитет. Дарко Чурлинов, предпоставувам мислиш на Енис Фазлагич, Анес Османовски, тоа е само предност што играат, што имаат искуство во тие посилни лиги. Сигурно дека очекувам од нив повише затоа што они беа више дел од минатата селекција, тоест на генерацијата 99-та и очекувам нивното искуство да несе голем допринос во нашата игра. Беше во работнички на местото шеф на стручен штаб, каде е поголем притисокот? Клубскиот или репрезентативниот? Иако водише релативно
млада селекција до 17 години? Притисокот е секаде еднакво. Значи, секогаш се трудиме, се правиме се за да го добиеме надпреварот, така да и кога сум бил во работнички и сега, секогаш се трудам, давам максимум за да успееме во тоа што... Успеваш во намерата да им наметнеш мислење на тренерите во македонските клубови или суптилно да им дават поголема шанса на младите фудбалери, затоа што тоа на крајот од денот е позитивно и од користи за репрезентацијата, на крајот за тоа се бориме. Па да, сум во контакт со повеќето тренери од нашето првенство. Разговараме, го делиме мислењето и они се свесни за тоа, но некогаш одлучуваат некои други ситуации моментални во клубовите, така да и они не се во можност да им дадат шанса оноку колку што заслужуваат. Знаете дека сте посочен како еден од најталентираните македонски тренери пред кого можеби предстои блескава кариера? Па не, јас само се трудам да давам максимум секогаш, она што го знам, се трудам да се едуцирам што повише и се надевам на успешна кариера тренерска. Се надеваме дека репрезентативната ќе започне токму во Чешка на турнирот од 14 до 20. Ви посакувам многу здравје, сите да бидат подготвени за настап. Па што биде? Кажав и пред малку дека што год да се деси таму, јас нема да изгубам верба во овие играчи, затоа што се стварно талентирани и се нашата иднина во А репрезентација. Горан Станковски, ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Сега го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од Македонската прва фудбалска лига, а потоа се враќаме со вториот дел и разговорот со Добре Димовски, човекот кој што цел живот е на фудбалскиот терен, носител на новиот проект за развој на женскиот фудбал и тренер во Каменица Саса. Добре дојдовте на прегледот од 13-тото коло во прволигашката фудбалска конкуренција. Вардар како домакин во Маđарија пречека Беласица и одигра само 1:1, не ја оправда фаворитската улога, што е четврта нерешена средба за Вардар, кој со овој резултат го загуби врвот во домашното фудбалско првенство. За струмичани ова беше петта нерешена средба вкупно. До 30-та минута немаше многу возбудување, а потоа следуваше ова торпедо на Мицевски, кој со овој погодок му носи водство на Вардар. Еврогол на Мицевски, трет за него сезонава во дресот на црвено-црните од Скопје. До крајот на првото полувреме ги бележиме шансите или обидите на Битанг во името на Вардар закана, а потоа Джонов по овој корнер не успева да го совлада Гачевски за да израмни на 1:1, 43-та минута. Буквално во истата минута Вардар има пеколна контра која завршува со обид на Лира, меѓутоа резултатот останува 1:0 по првите 45 минути на средбата во Маđари. Во второто полувреме екипата на Вардар беше тимот кој практично доминираше и кој креираше и игра и создаваше шанси. Црвено-црните од Скопје ги посакуваа силно трите бода, меѓутоа не успеа да дојдат до триумф против Беласица од Струмица. А во второто полувреме вардарци први се заканија преку Цветановски. Ќе видиме оваа шанса за Вардар преку младиот Матеј Цветановски, кој прв имаше можност во второто полувреме да зголеми на 2:0. Го гледате овој соло обид на Цветановски во 48-та минута од мечот. Фудбалерите на Вардар не ја користат оваа шанса и невнимание на струмичани. Лира не се снајде баш најдобро, а потоа Ивановски се обидува од оваа позиција, меѓутоа нема ништо конкретно по голот на Вардар. Црвено-црните одново дистанца се обидуваат преку многу агилниот Лира на овој меч, меѓутоа и натаму останува
1:0 за Вардар и кога шансите нема да се искористат, следува казната. Ивановски во 72-та минута израмнува на 1:1, четврти негов погодок сезонава во дресот на Беласица. Ивановски неодбранливо, Загачевски 1:1, 72 минута од мечот до крајот на овој надпревар. Лира Јадем има шанса од оваа акција. Потоа Лира одново се обидува, меѓутоа Пашовски убаво брани. До крајот на надпреварот уште една закана на домашните фудбалери преку Лира, меѓутоа резултатот остана непроменет. Вардар 1, Беласица 1, конечен резултат на средбата во Маџари. Вардар има 28 бода и сега е на делба на првата позиција заедно со Тетовска Шкендија, актуелниот шампион на Македонија. Токму дуелот меѓу Шкендија и Шкупи е следен во прегледот од 13-тото коло. Шкендија оправда фаворитската улога против тимот од Скопје, славеше со убедливи 3:0 на мечот во Тетово. Ова е четврта едно по друго победа за екипата на Шкендија. Актуелниот шампион игра фантастично во овој период од шампионатот на Македонија. По оваа акција во која учествуваше Мици, на крајот топката стигнува до Фазли, а овој шутира неодбранливо. 15-та минута, Шкендија 1, Шкупи 0. Водство за тетовчани практично по првата своја убава голема шанса на овој надпревар. Веднаш потоа следуваше акција на Фиу и Фазли, меѓутоа гол во мрежата на тимот од Чаир нема. Обид на Имери да го пронајде Фазли, меѓутоа овој задоцни да реагира. Пред крајот од првото полувреме на Фиу, Мици и гол за екипата на Шкендија Емини 40-та минута. Шкендија ја удвојува предноста пред крајот на првото полувреме и доаѓа до комотна предност од 2 гола разлика. Шкендија 2, Шкупи 0. Тоа беше и резултатот на крајот од првите 45 минути на мечот во Тетово. Шкендија доминираше на овој надпревар комплетно, ја имаше иницијативата, беше тимот кој диктираше темпо и ритам на игра и сосема заслужено дојде до значајна и важна победа. Шкупи на последните 4 меча во шампионатот на Македонија има по 2 победи и 2 порази и се наоѓа во долниот дел од табелата. На стартот од второто полувреме првата шанса има домашните преку Фазли, кој задоцни да реагира и да го согледа голманот на Шкупи. На Фиу и Мици учествуваат во оваа акција. Мици гледате од каква позиција шутира безопасно по голот на противникот. Бајрами во името на Шкупи се заканува од слободен удар, меѓутоа топката заврши над голот на тетовчани, кои преку Емини имаат шанса да зголемат на 3:0, меѓутоа неговиот удар го одбрани голманот на Шкупи и сврли топка во корнер. Тотре потоа се заканува за екипата на Шкендија. Гледате оваа позиција и шут на младиот Тотре. И кога се чинеше дека ќе биде 2:0 на крајот од мечот, сепак тетовчани успеваат во финишот на надпреварот со овој прекрасен еврогол на капитенот Алими да стигнат до убедлива победа од 3:0. До крајот од средбата Броја се закани во името на Шкупи и Стојковски, меѓутоа од самата гол линија тетовчани спасија погодок. На крајот останува Шкендија 3, Шкупи 0, конечен резултат во Тетово, по кој тетовчани се на делба на првата позиција на табелата во прволигашката конкуренција по средбите од 13-тото коло.
Во Турново Академија Пандев го пречека тимот на Работнички, го совлада со 1:0. Академија Пандев со тоа запиша петтата победа на домашен терен и Академија Пандев е најуспешната екипа статистички кога игра пред своите гледачи, има најмногу победи во однос на сите останати прволигаши. Миловановиќ беше првиот кој се закани за домашните, меѓутоа голманот на Работнички убаво брани. Потоа Стјепановиќ од слободен удар се заканува од оваа дистанца. Прекрасна интервенција на голманот на домашните, потоа уште една шанса за екипата на Работнички. Од оваа дистанца доста непрецизно и безопасно шутира Петковски. Нова шанса има Работнички да стигне до предност. Погрешката во одбраната на Академија Пандев, Чинеду не ја користи оваа позиција. А пред крајот од првото полувреме Сашко Пандев се заканува од слободен удар, меѓутоа нема гол во мрежата на тимот од Дебар Мало. По првите 45 минути резултатот гласеше како на почетокот 0:0. За Работнички поразот во Турново значеше втор пораз на гости, инаку има вкупно 6 тимот од Скопје сезонава, кој прв се закани во второто полувреме преку Бопесу, а фудбалерите на Академија Пандев одигра добар напад и преку Дориев во 54-та минута стигнува до водство, асистираше Илиев. Ќе ја видиме оваа акција, оваа контра на фудбалерите на Академија Пандев и завршниот дел на Дориев, кој е во гол серија во прволигашката конкуренција и игра извонредно во овој период од сезоната. Бопесу потоа се обиде од екипата на Работнички да погоди за израмнувачки погодок, меѓутоа не успеа во тоа. ПФ греши, а Сашко Пандев има можност од оваа позиција, меѓутоа шутира многу непрецизно. Се обиде да го лобува противничкиот голман. Сашко Пандев имаше уште една шанса во продолжението од второто полувреме, меѓутоа и натаму не успева да се запише во листата на стрелците. Дориев, Миловановиќ, Пандев и Миловановиќ на крајот учествуваа во оваа долга акција на екипата на Академија Пандев, по која резултатот остана непроменет со минимален ефект во однос на головите. 1:0 максимална позитива за екипата на Академија Пандев од овој меч, 3 бода со кои екипата на Академија Пандев се зацврсти на третата позиција. Работнички е 5. Бодовната разлика меѓу овие два тима е +5 во корис на Академија Пандев. Победа во Кичево го пречека тимот од Кратово, екипата на Силекс, и го совлада со 2:0 и двата гола падна во второто полувреме, а во првиот дел први се заканија фудбалерите на Силекс преку Пановски, кој за малку задоцни да го совлада голманот на Прилепчани. Фудбалерите на Победа се обидоа во Кичево и успеа во тоа да стигнат до триумф. Слободен удар на Наумовски, а Чимовиќ, гледате, не ја користи оваа позиција. Пановски, Парфаит и Благоевиќ учествува во овој напад и акција за екипата на Силекс. Овој последниот шутира за малку непрецизно, не искористи оваа добра позиција. Мбела и Јусуф во акција на крајот останува 0:0, а до крајот на првиот дел Кратовчан има обид преку Јусуф, кој шутира доста слабо од овој слободен удар и не ја користат последната можност во првото полувреме да се заканат сериозно по голот на Прилепчани. По првиот дел резултатот во Кичево меѓу Победа и Силекс гласеше 0:0. Во второто полувреме паднаа двата гола на овој надпревар, а први се заканија фудбалерите на Силекс преку Благоевиќ од слободен удар, а во 60-та минута на Буезе успева да го доведе тимот на Победа во водство.
По ова брзо изведена акција од слободен удар, добра реакција на крајот од финишот на нападот на Буезе 1:0 водство за екипата на победа 60-та минута. Мандич се обидува, меѓутоа гледате не се снајде баш најдобро од 5-6 метри пред голот на Силекс. На Буезе има соло обид, не успева и потоа Танушев погодува за 2:0 на асистенција на Тимовски. Со број 2 победа поведува со 2:0, се покажа тоа како конечен резултат, а до крајот на мечот Прилепчани може и преку Макота да постигнат и трет погодок, не успеа. Во тоа петта победа за Прилепска победа, четврта како домакини во шампионатот на Македонија. И последната сторија во прегледот од 13-тата рунда во Ѓорче Петров, Македонија Ѓорче Петров ја пречека Ренова и загуби со 2:1. Екипата на Ренова со пресврт стигна до победа на овој надпревар. Јусуфи и Стојановски учествуваа во оваа акција. Стојановски гледате како шутира од нешто од над 20 метри дистанца, а потоа два обиди на домашните. Робсон шутира од дистанца. Бразилецот уште еднаш се обиде од далечина, меѓутоа на два пати не успева да го согледа голманот на Ренова. Меѓутоа во 15-тата минута Тантуровски ја носи Македонија Ѓорче Петров до водство со овој погодок, убава акција на домашните кои стигнуваа до предност по 15 минути игра. До крајот на првиот дел Ренова се обиде преку Стојановски од оваа позиција, меѓутоа гостите не успеваа да израмнат на крајот од првото полувреме. Значи по првите 45 минути Македонија Ѓорче Петров Ренова 1:0. Интересно беше во второто полувреме, каде што имаше и повеќе шанси, а падна и 2 гола. Фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров беа првите кои се заканија во вториот дел преку Тантуровски, стрелецот на единствениот погодок на мечот. Тој се обиде да нафрли по 16-сетникот на противникот, меѓутоа голманот на Ренова добро реагираше. Садики, Рамадани, Гафури и Стојановски на крајот учествуваа во оваа долга акција за екипата на Ренова. Меѓутоа на крајот нема ништо, а Македонија Ѓорче Петров се обиде од контра и изнуди прекршок тука на ивицата од 16-сетникот, слободен удар за фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров. Слободниот удар го изведе Кировски, меѓутоа Божиновски се извинувам, меѓутоа Божиновски не успеа да го совлада голманот на Ренова. Потоа следуваше шанса на гостите од Тетово, Рамадани и Стојановски. Стојановски со глава не успева да постигне гол, а потоа Стојановски стигнува до погодок од оваа акција. 60-та минута. Во оваа акција учествуваше Велија, добра асистенција, 1:1. Само 60 секунди подоцна Рамадани го постигнува и вториот погодок за Ренова. Македонија Ѓорче Петров Ренова 1:2, 61 минута. До крајот од мечот два обиди на фудбалерите на Македонија преку Божиновски од слободен удар, а потоа и Кировски, меѓутоа резултатот остана непроменет. Четврта победа за Ренова, трета на гости во првенството, шести пораз за Македонија Ѓорче Петров. Од овие 6 порази 2 има пред своите гледачи. Во куќа на фудбалот, добро вечери за Добре Димовски, носителот на новиот проект за развој на женскиот фудбал, иако првата перцепција за вас веројатно секогаш ќе биде женскиот фудбал и тренерот на Каменица Саса. Ви благодарам што сте во куќа на фудбалот. Благодарам на поканата.
И веднаш кога се промовираше тој проект за развој на женскиот фудбал, многумина ќе кажат, па има ли сила веќе во овој човек повторно да гради проект за развој на женскиот фудбал, иако рака на срце, перцепцијата за женскиот фудбал во Македонија и не е најсјајна. За да бидеш секојдневно активен во фудбалот, поготово во наш македонски фудбал, треба да имаш енергија, кондиција, тоа што го работиш да го сакаш, да го знаеш и да го умееш да го работиш. Дел од постулатите, веројатно, кои што беа напишани и во новата програма за развој на женскиот фудбал. Јас, како Добре Димовски, со неполни 75 години, уште имам желба за докажување. Не сум направил рекапитулација на минатото и последната ставка во фудбалот е резултатот. И мислам дека можам се уште да допринесувам. А зошто и после толку години перцепцијата на јавноста за женскиот фудбал не е добра? Па не е добра затоа што на око женскиот фудбал е блиску до машкиот, но со еден збор кажано многу далеку. Познавачите на фудбалот воопшто во Македонија се многу малку и симпатизерите запознати дека во Македонија постои женскиот фудбал и дека се игра женски фудбал од 2003 година. Но да не забораваме дека женски фудбал се играл и 84 година. После 84 година, 2003 година... Ама од минатото не се живее. До тој степен доаѓаме кога мораме да ставиме црта, како што беше пред 2 години, мораториум за женска репрезентација, и сега одново нов почеток со иста цел, да создаваме фудбалерки и да го развиваме фудбалот се за жени во Македонија. Се слагам со тебе, Златко. Минатото, ако не беше, немаше да биде сегашноста. Сегашноста ни врши притисок да мора да работиме. И затоа и треба да работиме. А иднината можда нема да ја дочекаме. Значи, сега во моментот, сегашноста е битниот фактор кој што не тера на докажување, на самодокажување. И сакаме со заеднички сили, преку реалност, преку комуникација и разбирање, да дојдеме до она што сакаме да ја направиме. А тука е визијата, стратегијата и целта. Добро, што сакаме да направиме? Сакаме женскиот фудбал да го покачиме на погорно скалило, благодарение на сега во моментот живеат неколку пионерски младински школи кои што се такмичат турнирски, играат и на голем терен со гостување и така натака, али од сите тие деца што игра преку турнирите, јас во почетокот не бев толку оптимиста, но гледајќи ги надпреварите си правев одредена селекција, која селекција ја презентирав со одреден проект, кој проект пројде во структурите на Фудбалската федерација, на стручните лица, меѓу кои беше и председател Илчо Георгиевски, Жарко Игнатовски и Зоран Стратев, кој што проектот го оценија позитивно и ми беше даден пас да ја формирам стручен штаб и да почнеме да работиме во интерес на женскиот фудбал кој што е во опаѓање, не е во пораз, него е во опаѓање, затоа што имаме многу женски екипи во прва лига, кај што нема квалитет, немаме дерби надпревари, немаме контролни надпревари. Ако имаме многу екипи, имаме мал фонд на девојки, немаме контролни надпревари многу, и затоа доаѓа до таа ситуација да мора да почнеме од нула, генерација 2003, 4, 5, 6, кој еднаш месечно се собираме, кај што реализираме 5-6 тренинга и во тој стручен штаб работат
8 тренера, меѓу кои и јас. Сум меѓу нив, кој што е, како да кажам, правам содржината на тренажниот процес, а ако ви интересира за тренажниот процес и за него може да зборуваме. Ги следите модерните фудбалски трендови? Па, не баш целосно, затоа што да ги следиш тие трендови треба да имаш поише можности, поише тренинга, поише надпревари, за да дојдеш до еден финален производ, но ние се трудиме преку индивидуална работа. Претежно на тренинзите кога ги собираме девојчината еднаш месечно, ги делам во 4, односно во 7-8 групи по 5-6 фудбалерки, кај што се работи за цело време на индивидуалната техника на фудбалот. И имаме одлични девојчина, 2003 и 2004, поготово овие 2003 и 2004 настапуваат и за првите екипи, и 2003 8 девојчина отидова од тоја школа во селекцијата U17 години. Значи, овие деца се подготовка за селекција U17 години. Имаме и Македонија до 19 и А репрезентација женски фудбал. Ако добро ве следев, а се трудев, тоа значи дека, например, ако нашата најдобра фудбалерка во историјата, Наташа Андонова, дојде на еден тренинг на репрезентација на Македонија или на селективен камп, може да се фати за глава во однос на принципите на кои се одвиваат тренинзите. Најверојатно така е, затоа што она е професионалка, работи професионално, кај што има незиниот тренинг одредена содржина, има темпо, има ритам, има интензитет, додека кај нас ние не сме во таква ситуација да... Апропо вашиот коментар дека работите во група, дека работите индивидуално, Тоа по 4 девојчиња, по 8 во Тоа се работи група. за младиве деца. Ако збориме глобално за тимската игра, односно тимскиот тренинг во првата лига кај нас, не е возможно тоа да се реализира. Затоа што девојките се одсавали у школа. А рековте дека формирањето на таа Македонија до 17 години мора да изроди друг начин на работа. Нормално Многу подобар од претходниот. Нормално е тоа, ама што правиме кога тие девојки се одсавале у школа, поручек на тренинг, оние што се поручек... Ама веројатно кога сте пишувале програмата за развој на не тој е фудбал, проблем кај мене. тоа сте го знаеле. Ама кај мене не е проблем. Се работи кај мене до 15 години. Не се работи до 17. Кога ќе напунат 15 години, јас ги пуштам да идат во 17. А тоа значи дека нема селекција до 15 години, Па нема, веќе станува проблем. ова е фактички селекција до 15 години, од која треба да излезат за селекција у 17 години. Него друга ми е поентата, за да не да Наташа Андонова и се задоволат страстите на тренингот и да биде исполнета, овде кај нас не може тоа да се случи. Затоа што ние во моментот во Македонија ниеден клуб не работи тимски тренинг. Ниеден клуб не работи тактички тренинг. Ниеден клуб не работи ситуациони тренинг. Ако ве слушаат од Истатов или од Тиверија, например, можеби кречат. Ма тие го знаат тоа, јас сум го дискутирал многу пати, затоа што сум ја реален, конкретен и разбирлив. А некој што не сака да ме разбери, тоа е друга работа. Зборам од аспект дека децата се у школа. Едни се поручек, едни од сабаља, а ниеден тренер кај нас не е професионалец. Он не може 2 пати во дневно да реализира тренажен процес. Како ќе реализира кога он живее од работното место? Во друга крајност ке го свртам разговорот. Па не може ниту Добре Димовски да се посвети целосно на развој на женскиот фудбал, затоа што е тренер во Каменица Саса на машкиот тим. Не, кај мене е ситуациони собирот. Значи, еднаш е месечно кај мене. И јас тоа можам да го реализирам без никакви проблеми. И со еднаш месечно мислите дека ние можеме да имаме напредок во... Тоа е, толку е предвидено во проектот, е предвидено 2 пати месечно. Проектот вие сте го пишували, да, 2 пати месечно е предвидено, али пошто има многу ангажмани, А репрезентација, млада репрезентација, машки до 19, до 17, до 16, до 15,
нема термини со кој може Фудбалската федерација слободно да ме прифати онаја што го барам. Сигурни сте во ова што го зборувате? Па сигурно, јас со Жарко и со Стратев сме во комуникација за таа работа. Вика, во моментот сме преокупирани, дај другата недела. Не оваа недела, другата недела. Значи, сето тоа оди на едно разбирање без никакви проблеми. Поред тоа што јас знам дека е тоа малку. Предвидено е 2 пати. Али еднаш, значи нешто да се работи, не да сгасни проектот. Пред нецела деценија во медиумите имаше надписи од типот оваа Македонија во женски фудбал може многу. Генерацијата на Наташа Андонова беше означена како многу талентирана, да не зборуваме за индивидуалните квалитети на фудбалерката на Барселона, на Пари Сен-Жермен и така натаму, ни за гиганти во женскиот фудбал во Европа. И одеднаш се доведуваме во ситуација да ставиме клуч, катанец на репрезентацијата, затоа што рака на срце беа означени како тим кој што може би игра нечесно во однос на спортските резултати. Тоа, ја лично, не можам да го тврдам, пошто не знам. Ма на никој не му беше пријатно кога ќе прочита дека Македонија загубила 12-0, 13-0. Злате, мора да се сложиш со една работа со мене. Што јас доста сум ја простудирал и анализирал. Ние во предквалификација, кога играме со Азербејџан, Грузија, Естонија, Ерменија, Фарски, Литванија, Латвија, многу лесно ги проваѓаме ние нив. Ја во ниедни предквалификации не сум бил последен со девојчината. Имам јас документација цела. Јас имам и книга напишано. Него проблемот е кај нас. Кога ние ќе отидеме во репрезентација, прво сме помлади од сите репрезентации. Второ, тренажниот процес да не го зборувам. Тактички да не зборувам. А зашто да не зборуваме за тренажниот процес? Да. Чија одговорност тренажниот процес? Одговорноста е тоа што нема конкуренција. А да не зборуваме дека сме млади, најмлади. Не, да не зборуваме за условите, да не зборуваме за тренажниот процес, да не зборуваме за фудбалерките. Зашто да зборуваме? Сите тие фактори што е градат една репрезентација во Европа, Франција, Англија, Германија, Шпанија, Италија. Немам илузија дека можеме да се споредуваме со тоа. И па јас имам друго видување. Кај нас е проблемот тоа што тренажниот процес не е на високо стручно ниво. А кој е одговорен за тренажниот процес во женскиот? Па тренерот бе, кој што работи во клубовите. А вие сте од 2003 Па ние треба, година. па јас треба да добијам готов производ. Ја треба да селектирам и да дојде тоа спремно. Тие девојчина не доаѓаат спремни, ни технички, ни тактички, не доаѓаат спремни, не тренираат. И сега правиш, затоа и Наташа не сака да доаѓа да игра. Кога гледа дека тие стојат или не можат да трчат, не можат да се со појаките да се споредуваат, и ние нормално дека губиме 10-12, ама губиме од Шпанија, Италија, Германија, Франција и така натака. Со овие помалите ние не губиме, Наташа сите сами ги победуваше, сега ние не сме во таа ситуација. И затоа Наташа е на Рочи Гентјана, која е супер фудбалерка, у Данска прогласена најдобра фудбалерка, најголем, мислам, голгетерка, па има уште 5-6 девојчина други, кој што ние може да имаме репрезентација солидна на чело со Андонова Наташа. Ама немаме. Нема, затоа што останалите се на многу ниско скалило. Кај нас има 2 екипи што тренираат. Тренира, уствари, Дојренско езеро, мене тренерот ми е добар пријател, ама тој не тренира. Неговите фудбалерки се сите од надвор. Од надвор од Дојра. Нема од Дојра ни една фудбалерка. И одат у петок и у сабота играат. Го има собрано така поквалитетните. И Драгон, друга екипа немаш. Тиверија се многу млади. Ас Юнајтед од Струга е многу млад. И готово тука се станува квалитетот кај нас. И веројатно во таа програма која што ја представивте и која што ви беше прифатена, имате одредени цели кои се реално дофатливи. Веројатно и заради тоа сте ја добиле довербата одново да создавате програма за развој на женски фудбал. Помина неколку месеци од како започнавме и одново се доведуваме во ситуација да се жалиме условно на условите, на тренажниот процес, на клубските обврски и така натаму.
Не сакам да навлегувам во клубовите. Ако почнам да навлегувам во клубовите, јас се знам целата ситуација каква е. Во сите клубови. За овие млади девојчина, до 15 години. Ке успеете да создадете генерација македонски фудбалерки кои ќе бидат до Македонија до 17? За 2 години, од овие фудбалерки што се селектирани, родени 2003, тие 2003 веќе отидоа у првата екипа и отидоа меѓу 17. Од 2004, 5, 6, јас сум убеден и сигурен дека ние ќе имаме 25 квалитетни фудбалерки кои што ќе ја познаваат добро елементарната техника и фудбалската игра. А понатака останува на клубовите да работат на тактички план. Ние на тактички план во моментот не работиме, затоа што тие се мала возраст, само идеме на учење на оние средства кои што ја прават играта интересна, кои што се бара во фудбалската игра, средствата да бидат на повисоко ниво, например водење, додавање, шутирање, жонглирање и така натака. Тие средства треба да ги вклопиме во фудбалската игра. Тоа се вклопува во тимовите. А ние можда ќе пролет нека дојде, ќе направиме неколку пријателски надпревари со блиските соседи што се тука, ќе ги провериме квалитетите на нашите деца и јас сум убеден дека ќе има квалитетни фудбалерки, поготово 2004 година има негде на 15 девојки кои се стварно феноменални. Теоријата веројатно ви е поблиска од аспект на вашата професорска кариера долгогодишна. За праксата еве, ќе почекаме, ќе видиме. Дај Боже да има добри резултати и продуцирање на нови фудбалерки. Како ви е во Каменица Саса? Во Саса се осеќам кога да сум дома. Прво. Се вратите во Каменица после многу години. Второ, трет пат сум у Саса тренер. Доста сум добро примен, без разлика на резултати. Се договорив со председателот, морам искрен да бидам, да помогнам овие 2 месеца, октомври и ноември, по завршувањето на, ако ме слуша председателот и сите у Саса ако ме слушаат, од секогаш сте имале висока за себе. Ќе видат правата вистина, дека не блефирам, ако биде добро, и јас ако бидам задоволен, и они ако бидат задоволни од мојата работа, планираме од јануар да ја продолжиме работата до јуни. Нема да го натерате веројатно да формира женски клуб Каменица Саса? Каменица има женски фудбал добар и е моментално на 5-то место. Едини клуб кој што работи само попладне, пошто во Каменица гимназијата и основното училиште работат само од сабајле. И тие имаат тренажен процес систематски. Вие сте исклучително горди на тоа што и на 75 нецели години се уште со многу страсти и љубов зборувате за фудбалот, тренирате, давате знаење и очекувате резултати. Јас се надевам дека ќе продолжите во тој правец и да се радуваме на Македонија до 17, затоа што примарно сега тоа е целта, да создадете женски тим до 17 години. Јас се надевам и убеден сум во тоа, без блефирање и без своја поддршка да и понатака останам. Значи не мислам да се од така лесно откажам. Ќе се откажам кога ќе осетам дека грешам, по моментот и физички и ментално сум многу јак. Ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Фала исто и на вас. Поздрав до сите пријатели што го сакаат фудбалот. Добре Димовски и Горан Станковски беа гости во денешното издание од Куќа на фудбалот, во кое ги видовме и најинтересните моменти од надпреварите од првата македонска фудбалска лига. Сите мечеви од нашата најдобра фудбалска конкуренција и куп надпреварите гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. Поздрав!